Добре дојдовте во актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Од ноќеска на полној горивата поевтинуваат. Кражба во продавница на Телеком во Битола, фирмата оштетена за околу 250.000 денари. Да нема поделби меѓу егејците. Во Преспа викендов 10.000 туристи. Вистинска драма се случувала ноќеска во зградата број 49 на улицата Димче Лахчански во Битола, поради пожар кој избувнал во приземјето. На место каде поради на собрани смети стари предмети, гасењето на пожарот било тежното. Станарите денеска револтирани раскажуваа дека проблемот е што нивниот 60 годишен сосед со години собира се и се што и од својот дом направил вистинска депонија, загрозувајќи ги со тоа останатите станари. Страшна беше, имаше пожар. Тука дојде гаснеа од противпожарните на служби. Милиција имаше, инспекторот дојде. Опасност за проширување на пожар? Да. Депонија тука со вчера пожар имаше избиено, ми се јави децата беа на одмор, ми се јави да дојдам да отворам. Натре е катастрофа во станот. Не се влегва, ете го, да со него отворивме такве, тој е гасна комора, така. Се запусти так. Депонија измето што го прави со кантите, тука ги фрле под балкон, чинјата не се дадни да издваиме на балкон, да отвори. Ова значи не беше ниво камено доба. Значи човекот не знам како живеј воопшто, ради тоа што внатре нема ни санитарија никаква, нема вода, нема струја, паркетот му е цел. Кражба во Битола во продавница на Македонски Телеком. Вчера во Битола во продавницата на Македонски Телеком, акционерско друштво Скопје, непознат сторител со потреба на погоден предмет извршил тешка кражба, при што одзел мобилни телефони и USB приклучок, причинувајќи материјална штета од 244.730 денари. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Малопродажните цени на нафтените деривати од вечера на полноќ се намалуваат од половина до 1,5 денар во зависност од дериватот, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на Евросуперот БС95 се намалува за 1 денар, со што новата ќе изнесува 80 денари за литар. Малопродажната цена на Евросуперот БС98 се намалува за 1,5 денар и ќе чини 81,50 денари за 1 литар. Малопродажните цени на евродизелот и на екстра лесното масло за домаќинство се намалуваат за 0,50 денари за литар. Евродизелот ќе се продава по 67, додека екстра лесното масло за домаќинство ќе чини 55,50 денари. Поевтинува и цената на мазутот, со што новата ќе изнесува 39,632 денари. Оваа сабота пограничната средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија и Светската македонска иселеничка средба за прв пат ќе се одржат како една семакедонска средба. Минатите 33 години се одржуваа на една недела разлика. Маја Богоевска. Во пресрет на семакедонската средба која ќе се одржи на 2 август во Трнова, која за прв пат ќе ги обединува двете средби кои секоја година едно по друга се случуваа, се разбранува јавноста и се поставија прашања зошто пограничната средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија, која се случуваше една недела пред Светската македонска иселеничка средба, нема да се одржува. После реакциите на делоздруженијата и опозицијата се огласи и председателот на Светскиот македонски конгрес кој е организатор на иселеничката средба на Илинден во Трново, Тодор Петров. Тој вели дека ниту егејската средба во Трново е укината, ниту егејското прашање е затворено. Напротив, се обединеа тие што сакаат да го решат. Целта на здружувањето и потпишувањето договор за обединување во една и единствена семакедонска средба во Трново на Илинден е само мал придонес во семакедонското обединување на релевантни здруженија на македонците на глобално ниво, со цел анимација и решавање нови отворени прашања во Македонија, Грција и меѓународните организации, бидејќи во единството е силата, во обединувањето е одбраната и акцијата, вели во реакцијата Петров. Минатата година од Трново повикаа на обединување. Македонија повторно е држава и тоа повеќе никој и никогаш не може да го смени. Македон е за обединување на македонците, бидејќи нашата сила е во единството и затоа ги повикувам сите здруженја македонци од ЕГО да на помирување и обединување, да се бориме сите заедно за нашите права и за Македонија.
На 2 јули во кабинетот на градоначалникот на општина Битола, Матицата на иселениците од Македонија, Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија Битола, Сојузот на македонците од Егејот Македон и Светскиот македонски конгрес свечено потпишаа договор за обединување на двете средби во една семакедонска средба, чиј покровител е градоначалникот. Бидејќи празникот е еден и не може да го прославува секој како што ќе му текне. Во таа смисла направивме заеднички концепт и вие присуствувавте практично на потпишувањето на договорот, каде што и едните и другите организатори се согласија доброволно тоа да го правиме како што доликува на 2 август на Илинден во Трново. Значи, голема благодарност до сите. Јас сум убеден дека оваа година најмасовно ќе бидеме посетени. Те што кажуваме пред црквата во Трново го чувствуваме и тоа го правиме. Обединување на македонците. Кога веќе тоа го кажавме со свој личен пример дека е така, јас со задоволство прифатив да бидам покровител на оваа средба. Иселеничката средба прв пат се одржа 1971 година, а од 1998 година Светска македонска иселеничка средба по организација на Светскиот македонски конгрес. Додека пограничната средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија во битолското село Трново прв пат се одржа 1981 година во организација на Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија Битола. Ги слушнав ставовите на премиерот Груевски и владата има конструктивен пристап за изнаоѓање решение и за моите идеи. Утре ќе зборувам со владата во Атина и ќе одлучиме за следните чекори. Мислам дека ова е прашање кое мора да има резултат и важно е да се реши, посочи медијаторот Нимиц. Медијаторот истакна дека прашањето за името на Македонија е прашање кое засега многу земји, вклучувајќи ги САД и Германија, и сакаа да го видат решението со оглед на случувањата во светот. Проблемите не треба да се ставаат да тлеат, туку да се решаваат на време, но го поддржувам интересот што германската канцеларка Ангела Меркел го покажа за решавање на името, бидејќи многу земји се заинтересирани за стабилност на регионот, потенцираше Нимиц. На прашањето како ќе убеди Грција за тоа дека потребно е решение за името, медијаторот потенцираше дека кога се водат разговори, на сите им е јасно дека станува збор за името на државата, дека има и други прашања, но суштината е името. Запрашан дали изјавата на грчкиот премиер Андонис Самарас дека не постои македонски јазик придонесува кон решавање на спорот, Нимиц со став. Нема да коментирам поединечни изјави, меѓутоа јас сум тука во Скопје. Знам дека луѓето имаат свој јазик. Во текот на цело време на преговорите постоја изјави кои го одвлекуваа вниманието од главната цел, а тоа е изнаоѓање на решение, вели медијаторот Нимиц. I gave my perception that this would be a Мојата перцепција е дека е вистинско време за повторно заживување на разговорите по изборите тука и европските избори во другата земја и мислам дека е соодветно време за изнаоѓање на сериозно решение. Ја слушнав позицијата на владата и видов дека тие имаат конструктивен пристап околу изнаоѓањето на решение. Видов подготвеност за да се слушнат моите идеи, а се надевам дека и другата страна ќе има конструктивен пристап. Дали ја поддржувате уставната измена со која се дефинира бракот исклучиво како заедница меѓу маж и жена? Ова беше анкетното прашање на нашиот веб портал поставено во текот на изминатата недела. Еве ги резултатите. Дека ја поддржуваат, сметат, велат 48%, а дека не ја поддржуваат ова уставна измена 52%. На нашиот веб портал е новото анкетно прашање, посетете го tera.mk. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Јапонски танци на битолска магнолија. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали треба да има повеќе сообраќајни контроли по улиците во Битола? Да, особено во вечерните часови, треба да има повремено. Не се многу потребни. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија.
Медијаторот Нимис денеска на средба со државниот врв. Немам нов предлог, но имам идеја, рече тој. Вчера се сретна со шефот на дипломатијата Поповски. Уставот и законите на Македонија гарантираат слобода на вероисповеста и владата генерално ги почитува верските права и слободи, но се чини дека политизацијата на верските прашања се зголемува и тоа има негативен ефект врз верската толеранција. Бродот на кој што имало 60 имигранти се наоѓал меѓу островите Закинтос и Кефалонија во Јонското море и испратил сигнал за помош до грчката крајбрежна стража. Северна Кореја ги демантира тврдењата дека им дава ракети на Хамас и материјална помош на Хезбола, тврдејќи дека се работи за чиста фикција и злонамерни обиди земјата да биде вплеткана во судирите на Блискиот исток. Најмалку 12 хинду верници загинаа откако биле преказани од камион додека спиеле покрај еден автопат во североисточниот дел на Индија. Меѓу загинатите има 4 жени. 15 луѓе починале, а 8500 побарале медицинска помош поради топлотен бран кој од минатата недела ја зафати Јапонија со температури над 35 степени во сенка. Од денеска до петок во Битола ќе се одржува 44-тиот фестивал на фолклорни игри и песни Линденски денови во организација на Центарот за култура. Свеченото отворање на кое присутните ќе може да уживаат во традиционална музика и игра ќе се одржи на ракометното игралиште вечерва со почеток во 20 часот. И Линденски денови е еден од најстарите фестивали во државата, манифестација која од година во година се повеќе расте во квалитет и квантитет. На свеченото отворање му претходи традиционалното дефиле со песни и игри низ битолските улици, кое ќе започне од Садкулата во Битола во 18 часот. Најмногу интерес предизвикува интернационалната вечер, на која ќе настапат ансамбли од Холандија, Кипар, Грузија и Јапонија. Таа ќе се одржи на античкиот локалитет Хераклеја в петок со почеток во 20 часот. Во рамките на фестивалот во Битола ќе бидат одржани име на манифестациите Ехо од Дамарите, Напладне во чаршијата, Оро на Широксокак, семинар за традиционална музика и игра и промоција на книгата Македонските празници и обичаи од авторот Марко Китевски. Фестивалот ќе биде затворен со концерт на Драган Даутовски. Во рамките на Линденските денови по 6ти пат се одржа семинар за традиционалната музика и игра Битола 2014. Оливера Михајловска. Во рамки на 44-тиот Републички фестивал на народни песни и ора по 6ти пат се организира семинарот за традиционална музика и ора. Републичкиот фестивал на народни песни и игри Линденски денови Битола од своето формирање па до денес посветува особено внимание на едукацијата на кадрите кои се ангажирани во процесот на негување и презентација на традиционалната музика и игра. Семинарот за традиционална музика и игра е воспоставен во 2009 година со цел од стручен и научен аспект да се реализира соодветна едукација и стручна надоградба на кадрите во групите и ансамблите на традиционална музика и игра. Самиот семинар е со едукативна цел, односно запазување на базата, односно 4 основни сегменти на традиционални вредности: народното оро, народниот инструмент, народното пеење и народната носија. Многу ми е драго што навистина вака млади луѓе имаат потреба за едукација, потреба за едукација кој покасно ќе може ова целовој систем кој може тука да го научат, може да го имплементираат во нивните ансамбли. Впрочем, и тоа е најголем дел од оваа едукација, да помогнеме на културно-уметничките друштва, односно фолклорните ансамбли да можат многу полесно и многу професионално да имплементираат делови од методиките, делови од сегментите кои се врзани со традиционалните вредности. Директорот на Центарот за култура истакна дека неслучајно овој фестивал најстар во градот е толкму посветен на традицијата и фолклорот. И оваа година имаме 9 ансамбли кои што доаѓаат од регионот, но кои што доаѓаат и од Азија, од Јапонија, кои што доаѓаат и од Северен Кипар, од Холандија, имаме представници на Норвешка, така да сметам дека овие фестивалски денови, ова се однесува пред се на учесниците на семинарот, пред се освен тоа што ќе ви бидат исполнети со надоградба и позитивно искуство на вашите знаења од фолклорот, музиката, народната песна и игра, ќе можете да погледнете на вистина интересни уметнички креации на сцените каде што ќе се реализира самиот
фестивал. 4 теми на кои ќе се работи годинава се формите во македонските играорни образци, музички артефакти за традиционалните инструменти во 19 век, имплементација на сценската адаптација во ансамбл, осврт врз обредно-пеачките жанрови од летниот календарски циклус и создавање збирки во минатото почетоци на музеот, кои ќе бидат обработени од врвни етнокореолози, етнолози, фолклористи и слично. Денеска беше промовиран и 6-тиот зборник на трудови. Денеска на Битолска Магнолија се игра јапонски танци. Групата од Јапонија е дел од Битфест и Линденските денови. Звуците на традиционалниот јапонски мелос ја наполни Магнолија со љубопитна публика која застана да ги види боите и танците на Хумагаја, Јапонија. Значи се работи за групата мултикултурна комуникација од Хумагаја, Јапонија и Битфест на Битола. Нивното доаѓање овде исто настапуваат и на Илигденските денови. Значи вечер со парадата, првата вечер и интернационалната вечер. Овој настап им е полна програма со сите традиционални танци од Окинава до Хокајдо. Ја опаќаат цела Јапонија, а во четврток на 31 имаат настап јапонска музика и танци натре во дворот во магазата. Повелете, дојдете. Приказната беше раскажана за танцот посветен на делата и не делата на висок лорд од јапонската историја, кој кукавички го запалил храмот и побегнал откако загубил. Инаку членовите на групата уживаат во убавините на Битола нарекувајќи ја светла земја. Колку Македонија се разликува од Јапонија? Много рај Македонија, Нихон карачигаи деска. Нано чига? Кагари маска. Нано чига? Бунка? Бунка. Very, very different. It's very happy and акари. Сгока акари гей. Е многу весело и светло во вашата земја. もう国際的ななんというか民族芸能が集まるところということで、それに招待されたことをとても光栄に思っております。ありがとうございます。Колку сме етнички мешани, колку имаме убава отворена култура со отворени умови во неа и многу е благодарна што може да биде дел и од ова толку долга историја, култура и нација. Јапонската група е дел од Битфест и Линденските денови. Заради големиот интерес на представата Безлир од Вилијам Шекспир во изведба на театарот Поколение од Санкт Петербург, Русија, а која беше дел од Шекспир фестивалот, оваа представа ќе се игра и вечерва на новата сцена во театарот со почеток во 20:30. А Преспа викендов ја посетиле 10.000 туристи. Туристичките работници задоволни, а причината за одличната посетеност беа средените плажи. Маја Богоевска. Само последните 3 дена за време на продолжениот викенд преспанските плажи ги посетиле околу 10.000 лица. Туристичките работници се задоволни од бројноста на гостите. Шпицот на сезоната ги оправда нивните очекувања. Преполни беа плажите од Претор до Долно Дупени на источниот и од Отешево до Стење на западниот брег, не само со гости од Македонија, туку и од соседните држави. Тоа зборува дека овој туристички регион заслужува внимание, велат туроператорите. Причини за одличната посетеност додаваат се средените плажи, ниските цени, културното лето, но и вложувањата на новите концесионери во Претор и Крани. Сепак сметаат дека на Преспа и недостигаат сместувачки капацитети, иако нив во мала мера ги заменуваат објектите од алтернативниот туризам кои секоја година привлекуваат повеќе гости, посебно странски туристи. Кога сме веќе кај туризмот, македонците се меѓу најбројните туристи во Бугарија. Според податоците на Националниот институт за статистика во Бугарија, македонците спаѓаат во најбројните туристи, заедно со туристите од Англија, Русија и Украина. Светот пак фокусира на Блискиот исток. Ужасна појас од Газа, светот пред нов голем конфликт, Либија во пламен. И за други вести од светот, покусата пауза, останете со нас. Изложба на фотографии таму на мостот. Шекспир во панк приказна преку представата Сон на летната ноќ. Кастинг за ревијата Макетра е пресретнува Лилу. Перформанс Моја инспирација, техники на народно везење. 7 лица загинаа при бомбардирањето на трикатна зграда во градот Рафах, соопштија представници на медицинските екипи во Газа.
Бројот на загинати палестинци од почетокот на израелските напади во појасот Газа достигна 1092 лица. Минатата ноќ 9 израелски војници загинаа во нападите на израелската територија, соопшти денеска израелската армија. 4 од војниците се убиени во ракетен напад во реонот на Ешкол во близина на границата со појасот Газа. Други 5 војници се убиени во борбите во Газа. Бројот на загинати израелски војници од почетокот на офанзивата против Хамас во појасот Газа достигна 52. Во меѓувреме, врховниот ирански верски лидер Алатојахот Али Хамнеи го обвини Израел за геноцид во појасот Газа и побара од муслиманите да ги вооружаат палестинците. Во денешниот говор во Техеран тој изјави дека Израел действува како бесно куче и оти Хамас би требало подобро да се вооружа, а не да го преда вооружјето. Инаку Иран не го признава постоењето на Израел. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху синоќа изјави дека Израел мора да биде подготвен да ја продолжи војната операција во појасот Газа, се додека не бидат уништени сите терористички тунели. Мора да бидеме подготвени на продолжување на операцијата. Нема поправедна војна од ова. Нема да ја завршиме операцијата во Газа, се додека не ги неутрализираме сите тунели, чија единствена цел е убивање на наши граѓани, истакна Нетањаху. Нетањаху исто така нагласи дека демилитаризирањето на појасот Газа мора да биде дел од секој иден план за палестинската територија. Американскиот претседател Барак Обама во телефонски разговор со израелскиот премиер Нетањаху му порача дека моментален и безусловен прекин на огнот во палестинската енклава појасот Газа представува стратешки императив. Потпирајќи се на напорите на државниот секретар Џон Кери, претседателот Барак Обама јасно формулираше дека стратешки императив е воспоставување моментален и безусловен хуманитарен прекин на огнот, кој веднаш ќе ги сопре судирите и ќе овозможи трајно прекинување на непријателствата, соопшти Белата куќа во неделата. Американскиот претседател исто така рекол дека решавањето на израелско-палестинскиот судир мора да осигура разоружување на милитантните групации и демилитаризација на појасот Газа. Водечките европски лидери Барак Обама повикаа на прекин на огнот во Либија и апелираат на Обединетите нации да преземат водечка улога во напорите да се запре насилството и беззаконието во таа земја и да се врати стабилноста. Апелот е упатен со посредство на конференцијски телефонски врски меѓу американскиот претседател Обама, германската канцеларка Меркел, францускиот претседател Оланд, британскиот премиер Камерун и италијанскиот премиер Ренци, стои во соопштението на германската влада која го пренесува Associated France Press. Најтешкиот судир од 2011 година започна на 13 јули со нападот на вооружените групи на аеродромот во Триполи, а подоцна се прошири и во другите градови. Денеска во еден склад за нафта во околината на Триполи избил голем пожар, што е закана за нафтената индустрија на земјата веќе погодена од ексодусот на странските работници. Холандскиот премиер Марк Руте ги повика во вторникот украинските власти да го запрат спроведувањето на борбените действија во источниот дел од земјата во област каде на 17 јули се урна малезискиот патнички авион, при што животите ги загубија 298 луѓе, од кои најголем дел беа државјани на Холандија. Премиерот утрово му се јави на претседателот на Украина Петро Порошенко со барање да ги сопре војните операции во близина на падот на авионот, изјави за Франс Прес портпаролот на холандската влада. Според него, украинскиот претседател Порошенко во телефонскиот разговор со Руте изјавил дека ќе бидат преземени сите мерки за да овозможи пристап на експертите до местото на настанот. Руте изрази вознемирено со тоа што стручњаците не можеле одново денеска да пристигнат на местото на несреќата. Претходно, група од меѓународни експерти по трет пат безуспешно се обиделе да пристапат до местото на падот на малезискиот Боинг 777 на 60 на километри од границата со Русија, територија која што е под контрола на така наречените народни милиции за самоодбрана на проруското население во област Донец, кои не го признаваат легитимитетот на прозападните власти во Киев. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот.
Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде Актуел завршува, ви останете со Тера.